Да престанат овие градења од сите страни, да има проев, малку Скопје нема од никоја страна. Внимание, зборуваат граѓаните! Почна грејна сезона, како се справувате со аерозагадувањето? Па не дека што може да се почна веќе да станува се позагаден воздухов во градов и мора да се преземаат некои мерки. Сидиме дома и не искачаме ривно загаден воздух. Пробаме да се справиме како што знаеме. Никако. Не излегувам навечер многу. Не знам колку можеме да се справиме, освен свесноста да биде подкрината на повисоко ниво. Дома седење, нема друг, нема излегување многу напред. Мекоја што сам маска, кој марама врзо, не знам како да се справиме. Тоа треба да сите да се справиме, не само еден поединец. Се знае кој треба да се справи со тоа. Што највеќе го загадува Скопје? Грејњето на дрва, возилата, индустријата или можеби нешто друго? Кај мене во населба многу се чувствува палење гули. Тоа е нешто што од кое не може да се отвори прозорец. Од сите работи се, меѓутоа тоа што може да се смени, мислам, најбрзо и најефикасно, тоа е грејњето на дрва. Грејњето на дрва, мислам дека фабриките и оние луѓе кои што палат се и се што Индустријата, фабриките и би рекол и возилата исто така. Можеме да видиме големо отстапување во катноста, во површините на градба, а сето тоа ја намалува или ја спречува циркулацијата на воздухот. Моје мислење е автомобили. Загаденоста и од индустријата. Порано се греело в Скопје на дрва. Ја не знам ово сега е прв пат слушам ја дека загаден воздух може да биде толку од дрва. Дали ќе дишиме подобар воздух ако не се грееме на дрва, се грееме на централно грејење, вертер, панели? Дека и малку пешки одење и со градски превоз. Мислам да. Да. Мислам да. Горит во на дрва, меѓутоа се гори се и свашта. Се дрва пофарбани со лакови, со сваштари. Сигурно дека ќе биде подобро. На инвертери. Дека грејњето на дрва не е толка проблем колку што е палење на депониите, фабриките, возилата. Сепак мислам дека секогаш ќе има загадување со оглед на тоа што има фабрики во стрит центар. Па мислам дека сите тие треба да ги распоредат на некои подалечни места кај што немаат луѓе. Дрва се греат луѓето од секогаш. Се не знам дали е тоа главниот причинител за загадување или се некои други работи или можеби затоа што па секој вози коло, зашто не вози точаке. Ќе се намалеше ли загадувањето ако се оствараа тие 200 еко автобуси и бесплатниот превоз? Па можеби. Например во Лјубљана така е, во центарот само такви автобуси циркулираат што одамна. И во би било. Меѓутоа една од причините ми се чини дека многу претерано се гради. Во секој случај, да. Сепак мислам дека е поврзано со градскиот превоз, нешто подобрување на градскиот превоз, или намалување на цена, или поттикнување на луѓе во велосипеди. Каква мерка треба да превземат властите за аерозагадување? Треба да превземат рестриктивни мерки. Мислам дека треба да се слушне гласот на луѓето и да се превземат некои мерки. Сметам дека треба да има некоја посериозна програма И можеби треба кампањи да се освестат луѓето да користат средства за транспорт поинаку, алтернативни, незагадувачки, на струја. Да престанат овие градења од сите страни, да има проев, малку Скопје нема од никоја страна. Да се има строги казни за сечење на дрвата и употребување на тие пластични материи, да се горат. Што беа субвенции, нели за клими, Така. за пелети, нели, он ќе има начин, само треба да се го направи тие што треба. Внимание, зборуваат граѓаните!